Тема здравје, наредниве минути во утринската програма, редовна рубрика Мое здравје, која што ја започнуваме со неколку статистички податоци во контекст на разговорот со нашиот гостин. Од 30 до 40% од жените не знаат кој е причинител на ракот на грлото на матката. Повеќе од 60% не одат на редовен гинеколошки преглед еднаш во годината. 20% од учениците сметаат дека кондомот помага само во спречување бременост, а не и сексуално преносливи болести. А голем дел од бремените жени не одат на редовните контролни прегледи и не ги препознаваат симптомите поврзани со компликациите во бременоста. Ова се само дел од податоците на анализата која што ја направи Македонската асоциација на гинеколози и обстратичари, која што изминатиот период третираше голем број на активности за кои што разговараме со нашиот гостин. Станува збор за професор доктор Глигор Тофовски, кој што меѓу другото во студиото 3 на Македонската телевизија заедно со нас ја најавува и неделата на женско здравје. Добро утро, професоре, добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, драго ми е што ме поканивте. Ковид пандемијата сериозно ја отвори темата за неопходноста од превенција и редовни прегледи како би можеле да спречиме посериозни здравствени проблеми, но овие податоци кои што ги видов на вистина не се охрабрувачки. Да. Знаете како, некогаш треба да дојде време на криза, па уствари да си ги откриеме, да кажеме, недостатоците што постоеле и претходно, што еве и кризата, да кажеме, поминува, сега почнуваме да живееме на некој начин нормално и да се повторно вратиме на оној колосек, значи не на тоа, да кажеме, ненормалното од претходно, него на некое нормално повторно. Ние како асоциација на гинеколози и обстетричари на Македонија, всушност, највеќе работевме до сега со својата популација, со лекарите, обезбедувајќи континуирана медицинска едукација, значи секцијски состаноци, работилници, значи капацитетот на нашите професионалци, на докторите да го подигнеме на некое повисоко ниво и во тоа мислам дека успеваме, изготвуваме и упатства за работа и се повеќе ќе работиме во таа област. Меѓутоа дојдовме до едно сознание и тоа ќе спомнам понатака преку еден проект кој што се одвива заедно со Популациониот фонд на Обединети нации, UNFPA, Министерството за здравство, Црвениот крст и Македонското лекарско друштво, со мобилни клиники, значи тоа се 2 амбулантни возила, опремени комплетно како за гинеколошка ординација, вмрежени во електронскиот систем на јавното здравје, во мој термин, каде што можеме сите услуги да им ги пружиме на пациентките кои ќе се пријават и ќе дојдат. И поентата беше да никој не остане запоставен. Значи да ги фатиме оние пациентки кои што во општините немаат матичен гинеколог или немаат доволно матични гинеколози или се од руралните средини, па имаат трошоци да одат на гинеколог, да се враќаат се. Значи во таа група и тука ги направивме овие анкети кои што всушност ја отсликуваат и целата приказка можеби во цела Македонија. Дури некогаш има фрапантни податоци и во урбаните средини, мале процентот на жените кои што одат редовно на превентивни гинеколошки прегледи. Но 21. век е век на технолошки развој, брз проток на информации. Зошто имаме вакви статистички податоци и зошто има потреба, да речеме, секогаш има потреба за дополнителна едукација, но зошто вакви статистички податоци во 21. век? Не знам, тоа треба да се запрашаме самите. Меѓутоа, ние решивме, значи како професионалци, како гинеколози и акушери, да земеме малце поактивно учество во одвивањето на овие промени, значи поактивно да работиме и со жените, со девојчињата, со жените, па и со мажите. Преска разговаравме баш со колешката тука, и мажите имаат свој дел, како и во пренесување на сексуално преносливи болести, во бременоста, во одговорноста, меѓутоа и жената како стожер на семејството, да кажеме, меѓутоа и активна личност и во јавниот живот, и во политиката, и во било која професија, мора фактички да биде здрава, за да сите бидат среќни и задоволни. И мажите и жените. Значи, тука е одговорноста поделена. Ние се обраќаме, ова е како прва, да кажеме, прв ваков настан, такви има повеќе во светот се организираат, кај што во тек на една недела, секој ден е посветена определена област која што сакаме да ја потенцираме. Во понеделникот колегите гостуваа и избореа, имаме и брошури објавено за младите, значи за адолесцентите, за сексуално преносливи болести, кога треба да се оди на гинеколог, кои се најчестите заболувања во тој период од животот. Вчера разговаравме нешто околу тоа да превентивните прегледи, значи не само како превенција од карциноми, него од сите останати и симптомите кои што една пациентка ќе ги осети, дали се тие урогинеколошки, дали се тие од инфективна природа, со време да се јави, колку порано се јави на преглед,
полесно ќе се излечи и полесно ќе си го сочува сексуалното и репродуктивно здравје. Колку подоцна одите на лекар, толку е шансата да болеста се развие повеќе, да дури и медицината некогаш е, да кажеме, немокна. Во утрешниот ден ќе биде превенција на карциномите, на најчестите генитални карциноми, и во петок ќе биде дел посветен за антенаталното здравје, односно редовните контролни оние прегледи кај трудниците, кои што треба да ги прави кај матичен гинеколог, за да се откријат, значи, ризиците кои што постојат. Секоја бременост, секоја пациентка која ќе остане бремена е многу срекна, меѓутоа не секоја бременост завршува срекна. Значи, некоја завршува со прекин, со абортус, спонтан, намерен, било каков, некоја завршува со предвремено породување, некоја со пораст на притисокот, со пораст на шеќерот. Значи, имаме еден диапазон на заболувања, некаде околу 10 до 15% од трудниците може да развијат некакви компликации во тек на бременоста. Целта е да ги научиме, значи, трудниците, па и семејството околу нив, доколку приметат такви симптоми, истите да ги пријават и со време да ги, да кажем, на некој начин спасиме и се грижиме добро за здравјето и на бебето и на мајката. Ги споминавте младите и многу внимание посветувате на нив. Имате соработка со Министерството за образование, па се одржа и неколку едукативни работилници низ училиштата. Оно што ме интересира, каква беше реакцијата на средношколците и во поглед на нивната информираност? Средношколците генерално секогаш се расположени да разговараат на оваа тема. Има еден момент кога треба, нели, да се разбие мразот, што викаат ice breaking на англиски. Значи, меѓутоа затоа и ние употребуваме прво одат лекари, значи специјалисти и специјализанти кои се сами по себе релативно млади, меѓутоа авторитет за средношколците, и второ работат по определена програма. Значи не е збори секој што сака, него си има точно програма, кои игри се, која интеракција се прави, има еден дел мало предавање. После има дел на случај, да кажеме, кај што они треба да размислат како би постапиле во некоја ситуација, и во сите евалуации што ги имаме после обуките, значи таа обуката трае околу 90 на минути, имаме исклучително позитивно мислење за самите обуки и потреба од младите тоа да продолжи, да кажеме, и на некој начин да се почесто во допир и со правилни информации за состојбите кои нив ги мачат во тој период, да кажеме. Споминавте дека дел од овие статистички податоци произлегува од анализите на терен и анкетирањето на нашите граѓани. Ги споминавте и мобилните гинеколошки амбуланти. Слушнав информација дека многу позитивни реакции имало од нашите сограѓанки на мобилните гинеколошки амбуланти. Да, и тука се зема предвид не само моментот на едукација, туку моментот на достапност на услугите. Апсолутно, апсолутно. Тоа е и мотото на Обединетите нации, значи услугите и на светска здравствена. Услугите да бидат достапни за сите и што поблиску до сите граѓани, фактички, до сите жители. Тука тој концепт почна како од ковид времето, дека нели тогаш достапноста на услугите малце се намали, дел од болниците, од лекарите ги затворија ординациите или повеќе телефонски комуницира, или малце имаше поголем размак меѓу прегледите, автоматски може да примите помал број на пациенти. И овој проект тргна како во таа насока, меѓутоа почна да се развија во една поинаква насока. Значи, ние, како што прочитавте, голем дел од жените во Македонија, во нашата анкета е тоа од преку 1000 жени, е некаде 25%. Меѓутоа, неофицијалните податоци се дека околу 40% од жените немаат избрано матичен гинеколог, што е огромна бројка, кој ќе земе, значи тие и не одат на преглед. Може би некои одат по приватни институции, меѓутоа тоа е мал број останатите, значи не одат на преглед. И тоа го покаже и статистиката направена. Целта би била понатака, иако ние ќе се трудиме да ги информираме жените, да правиме кампањи. Сега и Министерството отвори проект Скрининг МК, кај што секоја жена сама може да се пријави, за да и се обезбеди услуга од ПАП Бриси скрининг во најблиската, да кажеме, околина. Сепак тоа во руралните делови, кај повозрастните групи на пациентки, па и некојаш и кај многу младите, не е толку видливо и очигледно. Значи, ние сакавме директно и успеавме во тоа, што е многу битно, преку Црвениот крст, преку матичните лекари, општи лекари, семејни лекари, да всушност дојдеме до оние пациентки кои што не биле на преглед, значи они ги бараат, амбулантата доаѓа целно, значи во тоа и место. Бевме во Лозово, во Свети Николе, во Чашка, во Чешиново, Облешево, во Врапчиште, во други места сега ќе се оди. Проектот уште трае тековно до крајот на месец јуни. И фактички во тој период жените почнуваат прво да се пријавуваат. Второ е многу битно, не е само превенцијата. Ние нудиме и брошури и советување и за планирање на семејство,
за антенатални прегледи, дури нудиме опција, иако не се здравствено осигурани, има законска таква опција во Македонија, да пополнат пријава, ја донесат до подрачната единица на фондот и да се регистрираат и да го добијат бесплатно прегледот. Значи, дури нудиме на некој начин едукација и во однос на здравствените можности, да нема тоа, еве, не сум осигурана, па не можам да одам, па ќе ми наплатат. Не. Само треба да пројават желба и да се пријават кај својот матичен лекар. На многу од жените, каде поминавте низ државата, нема опција за честа посета на гинеколошки прегледи поради, споменавме, недостапноста на услугите. По направените прегледи, каква е општата слика за женското? Па ние откривме, да ви кажам, неколку преканцерози и карциноми, значи кои што се во тек и кои што поднатака, многу е битно тоа исто да го споменеме, дека со самото вмрежување во мој термин, значи пациентката ако е прегледана во мобилна клиника, автоматски како да е прегледана во државна институција, односно во универзитетската клиника, достапни се сите други анализи, и лабораториски, и туморски маркери, и друга диагностика, рентген диагностика, че можат сите прегледи да и се закажат, за да на крај таа се процесуира доколку е потребно од определен тип на третман, поголем или помал. Здравствената состојба за среќа во популацијата кај што ние одевме, не е така лоша, меѓутоа, како да ви кажам, еден човечки живот спасен, ако ние сме спасиле десетина, ние уствари треба и да сме среќни што нема толку многу. Меѓутоа, тие 10 жени што сме ги откриле, да не заборајме, се нечи мајки, се нечи жени, се нечи ќерки, се нечи сестри, значи тие заслужуваат да имаат нормален и здрав живот како живот, меѓутоа и како сексуални и како репродуктивни битија понатака. И тоа е за делом за руралните. Што е со градските средини? Вие години работите како гинеколог во градска средина. Што е со жените кои што живеат во градските средини? Се грижат ли за своето здравје и се уште ли се стигматизира посетата на гинеколог? Посетата во урбаните средини можда би не е толку стигматизирана, меѓутоа некако жената, јас ги споредив и вчера, докторите и жените некако се слични. Они сите зборат за женското здравје, а и за своето здравје како доктори, а најретко одат на прегледи. И вака во посети, дури еве по телевизија, по медиуми, секако ќе разговараме, ја не сум била толку години, значи тие се жени кои што влијаат во општеството. Ние дури тука планираме понатака да се искористат позитивните примери на жени, на мајки кои што разговараат со своите ќерки, кои што ќе им помогнат отворено да отидат прв пат на гинеколог, дури и пред да имаат сексуални односи, со значи, медиумски личности кои што ќе го кажат своето искуство и позитивно и негативно, кои што ќе ги промовираат овие здравствени политики да се оди редовно. Не мора често да се оди на гинеколог. Редовно? Треба да се оди редовно. И она што медицината го знае, исто така е многу битно, дека доколку вие сте во определена возрастна категорија и 3, например, години поред одите редовно на гинеколог и се најде дека се е во ред со вас, после прегледите дури може и да се разречат некаде до 3 години. Значи, тоа не е страшно. Меѓутоа, кај нас е проблемот што имаше неколку такви случаи. После породувањето, сега веќе мене гинеколог не ми треба. Не е така. Значи, тоа е матката орган кој што служи за раѓање деца, меѓутоа е орган исто така кој што може да носи со себе многу болести, некои се и генетски, значи се и наследни, треба да се внимава и во семејството, дали претходно имаме такви случаи некои, значи на тие пациенти посебно внимание да се обрне, меѓутоа пошто знаеме кој е причинителот за ракот на грлото на матката, меѓутоа не е само ракот на грлото на матката, имаме ние најголема бројка на рак на телото на матката, на ендометриумот, значи тој може да се види и со симптомите, кога ќе ги добие пациентката, ако ги добие порано, меѓутоа и со ултразвучен преглед, кога ќе се постави сомневање, ќе се доиследи и таа пациентка со, да кажеме, едноставна операција ќе заврши, доколку не оди на лекар, ќе има и операција, и хемотерапија, значи, и зрачење, и повторно прогнозата за преживување во тек на наредните 5 години е релативно лоша. Значи, за тоа и оваа кампања, меѓутоа нема да застанеме на оваа недела, поентата е понатака еднаш неделно да излеземе со едно горливо прашање, кој што ги мачи жените, ќе ги прашаме и нив, така и ќе ги одбереме прашањата, еднаш неделно врвни експерти од областа, од нашето здружение, пошто ние не се занимаваме секој со секоја област,
тој што е експерт од областа, например, на урогинекологија, тако тоа е прашање што ги мачи жените, они го бараат и сакаме да го подигнеме на повисоко. Тие ќе држат предавања, ќе направиме брошури, ќе ги едуцираме луѓето и ќе ги упатиме таму кај што услугата е достапна. Да, многу е важен континуитетот за одржување на будноста и едукацијата. Ние сме навикнати во една недела или еден меѓународен ден да одбележиме се, па веќе во останатите забораваме на приказната, но нема да ги заборавиме, тука ги споминавте и партнерите. Љубовта подразбира грижа и за здравието на партнерката, па и партнерите да учествуваат во целата оваа приказна. Апсолутно. Тоа е и непредвидено во кампањата. Малце во фаза 2, значи сега сме ориентирани на жените, меѓутоа е потенцирано и во сите, да кажам, соопштенија што ги даме, дека и машкиот партнер мора да активно учествува и семејството дури мора активно да учествува. Знаете, имаше во многу кампањи, уште во студентски денови, имаше кампањи за против пушењето, односно да се види штетноста на пушењето. И во тие анализи направени, многу често, од помош на тие што пушат, многу е тешко да се откажат, знаете. Да. Меѓутоа, поддршката е... Не поддршката, него и влијанието од децата, кои што одат во училиште, и ќе се вратат дома, ќе речат, мамо, аме зашто ти пушиш, нели тоа штетно и за тебе и за мене? Е истото тоа, ако успееме да го добиеме, можеби, во некој опсек, не баш истото, меѓутоа слично, да семејството и околината влија исто така на жена, да и помогне да донесе одлука да оди на гинеколог, би било многу успешна кампања. Со континуирани настани и едукација, мислам дека е возможно. Па, очекуваме поддршка, уште сам ова да го кажам, значи и од медиумите, многу битна поддршка, меѓутоа ние во меѓувреме потпишавме меморандуми за соработка не само со Министерството за образование и наука, него со Министерството за труд и социјала и со Министерството за внатрешни работи, и имаме неколку различни проекти да допреме до сите жени, до жените и во затвори, и социјално ранливи категории, да ги обучиме и, да кажеме, младите полицајци за односот према жените, жртви на сексуално насилство, со младите ќе работиме за несакана бременост, сексуално преносливи инфекции. Значи, тоа е еден цел пакет на услуги, кои што се надеваме ќе се гледаме и почесто. Тоа е цел пакет на теми годишно, на кои што ќе разговараме во Македонија научно. Да. Благодарам, професоре, за гостувањето во утринската програма. Чинам 2 часа за почнува и централниот настан. Да, во 11 часот е централниот настан, да. Ние ве следиме, се разбира, со сето оно што ќе биде ново во асоциацијата, ви имаме во утринската програма. Благодарам за денешното гостување. Ви благодарам вас.